civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Агенцијата за остварување на права на заедница те веќе неколку пати годишно, посебно и до Министерството за информатичко општество, базирано врз нашите партиципативни форуми, кои се врста на диалог помеѓу сите институции и критичкиот невладин сектор, издаде неколку препораки врзани да се промени состојбата со балансерот. Јас би се сложил дека нашата држава има потреба од политики на позитивна дискриминација, но позитивната дискриминација не смее да прерасне во она што се вели, што се нарекува чиста дискриминација. Правото на правична и соодветна застапеност произлегува нели од рамковниот договор и тоа начело е многу важно за нашето општество, затоа што ние 70 години никако да дојдеме до тој момент и јас тоа никако не би го подценил. Мислам дека е еден од клучните кохезивни елементи во нашето општество. Но балансерот како алатка за жал е една несрекна алатка која повеќе дискриминира отколку што помага. Јас сум сведок дека бројките се поправаат во позитивна смисла, но секако дека тоа иде премногу споро и секако дека балансерот денеска онаков каков што е, повеќе создава негативна приказна отколку што помага да се дојде до правичната застапеност. Значи треба да се најде начин во кој освен и прави да се дојде на еден среден рок, тоа не може преку ноќ. За жал пропуштивме многу години претходно, да се дојде до тој момент да нашата јавна администрација биде и правично и соодветно застапена. Секако ние имавме еден одговор дека Министерството за информатичко општество, тогаш министер беше господинот Дамјан Манчевски, ја усвои таа препорака, но некако заглави во изнаоѓање на нов момент во тој дел. Значи, се спомна пандемијата и таа нова реалност. Мерсика од една страна повлече дека самата пандемија повлекла линија и не вратила сите во некаков истред, но јас би сакал да потенцирам како и сите големи кризи, општествени, овој глобални, секогаш најмногу се осеќаат, најмногу штета прават на оние кои се најмаргинализирани и оние кои се најмногу осетливи на било какви промени. Од една страна општеството успеа кај нас да одговори со солидарни политики, но од друга страна факт е дека и самата пандемија успеа да ги дополнително да ги направи оние разлики на дискриминација, посебно на оние кои се најранливите. И таа дискриминација не секогаш е етничка. Многу често е родова. Многу често ги погодува најсиромашните. Многу често е оние луѓе кои имаат некаков инвалидитет и така натаму. Значи, и постојат разни врсти на дискриминација и внатре во самите етнички кампуси, така да и од таа димензија треба да се гледа дека за жал останува тука многу работа на тие поли. Имавме доста конструктивна средба со директорот во тој дел. Највеќе што фали во тие редакции е кадар. И јавниот сервис бара да им се обезбеди, они имаат обезбедено средства, да им се дозволат вработувања, затоа што не може да биде редакција на ромски јазик со еден вработен. Во тој дел, значи, кадарот е најпроблематичен и е еден апел да конечно се направат напори од сите чинители во општеството да јавниот сервис добие квалитетен кадар во делот на вработување во сите редакции на заедниците. Но според вашето прашање, јас би сакал да кажам еден од друг агол една потреба. Ако го исклучите јавниот сервис со сите предизвици кои ги има во работата, ние навистина останатите медиуми не можеме да кажеме дека ја задоволуваат
дека го задоволува тој мултиетнички елемент, односно програмите на јазиците на двете најмногобројни заедници се некако програми кои се креираат сами за себе. Треба да медиумскиот простор бара предизвик да креирате програма и да во нејзе едните учат за другите. И ако се прави емисија за, да кажеме, одредена етничка заедница, не е потребата, да речеме, бошњачката заедница да гледа само емисии за бошњачката заедница, туку напротив, таа емисија треба да ја видат сите останати. И обратно, бошњачката заедница треба да види емисии со квалитетно продуцирани и да научи нешто од културата на другите. Со други зборови, мултикултурноста не е застапена во јавниот сектор. Сега, тука и предизвикот дека Република Северна Македонија е мал пазар медиумски и дека медиумите, посебно приватните, они се во трка за гледаност и во трка за дел од медиумскиот колач, и тука некогаш многу често се заборава тој дел. Вториот момент е и во информативните емисии од информативен карактер. Секогаш кога се известува за одредени прашања, гледаме дека многу често има сериозни грешки кога се известува за помалу бројните заедници во тој дел. Едноставно, трката за брзи вести, трката за да се isproducira брза вест, многу често и новинарите и медиумот ги доведува во една незгодна ситуација без да го разберат етничкиот контекст, општествениот контекст, локалниот контекст на одредена заедница, без разлика дали е етничка, локална и така натаму. И тоа се едни предизвици за кои сметам дека ќе дојде време многу брзо да дебатираме кога ќе се нормализира состојбата со пандемијата, затоа што ние имаме среќа дека Македонија во суштина е мултикултурно општество и дека многу од луѓето од тоа што како деца додека сме растеле сме го дознале, па и овој недостаток во медиумите не го ни осеќаме толку, но луѓето кои професионално се бават со мониторинзи и со програмите медиумски, посебно на приватните телевизии, ќе видите дека имаат стварно сериозен проблем. Имаме неколку обиди за телевизии приватни кои продуцираат програма и на албански и на македонски. Се надевам дека ќе се појават и електронски и мејнстрим медиуми кои ќе продуцираат програми на помало бројните заедници. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.